Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, ова изјава ја давам прв пат од името на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците со целосно нивно властување. Зошто зборам вака? Заради тоа што ова денеска е првото наше заедничко седнување во пречек на високиот гостин, господја Пирс од Велика Британија, кој што е во посета на Република Македонија. Секако заедно сите лидери на политичките партии во отсуство на господинот Зиедин Села, во присуство на неговиот сопартиец, пратеникот господин Весел, разговаравме за идните перспективи на Македонија како парламентарно мнозинство, односно лидери кои што стојат зад 67-те подписи, кои што се доставени до господинот Иванов и кои што се во исчекување на добивање на мандатот. Велика Британија или Обединетото кралство е во една по-специфична состојба, веројатно за граѓаните на Велика Британија, но за нас може да биде навистина изворедна околност, како големи пријатели на Македонија, овде со свое влијание во регионот, позитивно од секој аспект, да помогнат во интегративните процеси на Република Македонија. Пред се нашето полноправно членство во НАТО, а секако и членувањето во Европската Унија. Драго ми е што пријателскиот однос на Велика Британија кон Македонија останува. Ние разговаравме за реформите кои што треба Македонија да ги направи, да дадеме дополнително причини на вакви влијателни пријатели на Република Македонија се вклучат во помагањето на интегративните процеси на нашата земја. Нашето место е НАТО и Европската Унија, Велика Британија тоа го знае и како респектабилен член на НАТО алијансата може да биде од огромна помош во делот на разговорите за отстранувањето на ветото кое што го имаме од нашиот јужен сосед, барем за побрзо колку што е можно членство во НАТО. Секако остануваат сите други опции отворени понатаму да ги унапредуваме сите соработки со Република Грција, да ги изнаоѓаме начините на решавање на сите проблеми, да во делот на преговорите се надеваме дека паралелно со реформите ќе ги решаваме прашањата, како што реков, со идната опозиција во Република Македонија преку консензус и дефинирани со референдум преку ваквите прашања, но убеден сум дека на Македонија ќе требаат многу пријатели. Еден од тие пријатели е токму Обединетото кралство, кое што навистина останува посветено на Република Македонија овде на регионот и ќе биде во иднина од огромна помош во пред се на економски план, но секако и на интегративниот процес на Македонија во НАТО и Европската Унија.